Добар ден, почитувани ученици, зрители. Како што кажавме од темата вежби за развој на мускулатурата на телото и движења, и ги обработуваме по делови во тело. Еве, за овој час се вежби за труп, односно вежби за мускулатурата на трупот, предна, задна страна на трупот и странично на лева и десна страна. Ќе се обидеме во овие 10-12 минути да покажеме вежбички без топка, сигурно нема да потребен реквизит, некој не е во услови или можност да употребува реквизит дома. Станде, во зависност од тоа дали има соседи, дали се создава галама, бука или пречи воопшто на членовите на семејство, но е добро како реквизит, како топка за анимација, за да помине вниманието на реквизитот, а вежбите да бидат ефективни врз мускулите, бидејќи сепак сме ние малечки дечиња, кои што сакаме игра, а домашните услови ни ги ограничуваат тие игри и забави. И затоа ќе почнеме од вежби без реквизит, а потоа ќе употребиме реквизит, ќе гледаме да бидеме креативни во еден мал простор, па ќе дадеме можеби вежби и во движење. Еве, вежбите за труп ќе ги почнеме со засуци. Од стоење, вака со фатени прсти, лакти, значи одрачување свиткано со фатени прсти, правиме паралелен, односно расчекорен став, стапалата паралелно, засуци во лево, десно, една десетина засука лево, десетина засука десно, како мали движења со мали амплитуди, но за почеток рацете, вака свиткани ни помагаат да полека го придвижуваме труп. Овие десетина повторувања ќе направиме да ја зголемиме ова амплитуда, да речеме, ќе пробаме да направиме движење во зглобот на стопалото и сега со поглед надад веќе будеме долго свиткано скроз за, речеме, за 180 степени или тоа го вака, да може да се свртне скроз, значи позади контра од она почетна положба. Овие десетина изведби со одвојување на стапало, засогот можеме да го стегнеме, бидејќи сме фатени се уште со прсти, можеме да се истегнеме малку како еден одмор, но сега да направиме само движења вака со кренати раце во наврачување и фатење во прсти, но со два зиба, така да може убаво да различни мускули да се опатат, а рацете вака пасивни, сепак мускулатурата и на рацете и на рамениците малку ги активираме, за да може да ни помагаат при овие движења, при овие засуци. Имаме уште некој засук, но еве сега да не биде само од еден тип, малку ќе ги миксаме. Благи отклони од расчекорен став со стапала паралелно напред, вака, паралелни стапала, може со отклони во лево и во десно, рака покрај колкот покренат коленица да допре до, да речеме, до колено. Десетина пати лагодно движење, така да отклоните полека страничните мускули ги истегнуваме, но и во еден дел, во друг дел пак правиме контракција, односно ги раздвижуваме, односно ги јакаме. Од овие благи отклончиња одиме со отклон од раце во наврачување, значи со стапалата се уште се на место, нема движење со стапала, но благи отклони од лево кон горе и од горе кон десно и обратно, и синхронизираме дишење.
И сега, ова е како некое почетно, но со мали движења, нели, за загревање, односно за познавање на мускулите на трупот, што би се правило. Сега би можеле ова да го зголемиме со движење, со подигнување на прсти. Подигнувајќи се на прсти, правиме поголемо увигнување, поголем лак и почнуваме да ги отежнуваме движењата. Од 3, веќе 4 на секоја страна, значи внимаваме 8, 10, 12 пати, уште подобро, ако можеме. Меѓутоа, нели, она сите движења во место, нели така, фаќа малку монотонија, па добре да се пушти некоја тивка музика во позадина, која што нема да ви пречи на изведувањето на овие вежби. Сега може ова да се зголеми уште повеќе, или да речеме да го активираме повеќе страничниот дел, одиме само на страна, но подигнуваме нога на прсти и одиме што подлабоко, односно веќе одавал од главата, веќе одавал од 90 степени, ако може да дојде, а раците да останат во иста рамнина, да не одат напред или назад. Би било вака доста тешко, а не би било заhtevно. Бара внимание, бара равнотежа, бара движење, бара дишење, бара малку сила и така полека живота е доста предизвикувачка за да има и ефект врз одите. Сега малку да ги одмориме од клоните, ќе одиме во предклон и во задклон. Па да речеме може исто од расчекот став. Еве. За почеток само со раце на тил, на вратот, да почнеме од движење со расчекот стоење, со расчекот на став, во предклон, колку можеме, например, до хоризонтал, колку можеме да дојдеме. Нормално ова може да се изведе исто со спружени раце. Тоа може да биде и полесно. И ајде, за почеток себе 8 повторувања. Добро, за стабилност, но сега ќе пробаме стапалата да ги споиме, свиткаме малку, за да го растеретиме на дел од нозе, а да има ефект врз рацете, па може само движења, 10 движења, 2 до 3, или? Страна. И нормално, замислувајќи дека имаме некој предмет во рака, можеме исто без да држиме некој шишенце, пенкалце, може да се земе моливче, бојчка, текче не е пожелно, но еве веќе и вака се активират мускулите на грбот, а трупот е во предклон. А за вежби за задклон, еве, ајде странично ги покажеме, од расчекорен став на прсти, може иста рака, иста нога, да се допре петицата, ќе не пречиме со топката, и може полека по неколку повторувања да пробаме да направиме десна рака, но да се проба да се допре лева пета, стопало. И така, може да се одмори сигурно, но да се проба така. Да се земе. И така натаму. Еве би вклучиле комбинација од отклон, предклон или по поширок расчекорен став, кружно движење до задклон, отклон во страна, предклон, отклон, задклон
и кружно движење кое може да биде и релаксирачко, да речеме, ако внимателно се работи, ако се почувствуваат сите мускули кои се активираат во кој дел од вежбата, тогаш тоа е така и доста пријатна вежба, иако не бара да бидете активни и да изведете правилно. Од расчегорен став во предклон, комбинација од предклон и засук. Значи комбинација од предклон и засук, лева рака, десна нога, лева рака, десна нога, десна рака, лева нога. И сега, по некои повторувања, ќе пробаме и со погледот кон горе, значи главата од поглед кон подот доди за 180 степени, поглед горе, за да направиме раздржување и кажеме дека ќе имаме уште некој тип на засук, кој што ќе пробаме да го реализираме. Еве малку за одмор, може, бидејќи сигурно се активни горни делови на грбот, горно-задни мускули, па пример, кои се активни и овие во стабинскиот дел, па имавме отклони, така да може сега со фиксирани раменици и стопала да движат само колку и колку малку да ги изрелаксираме сите мускули. Така во последен некој дел од 2 до 3 минути од часот, бидејќи лабавење ќе направиме со некој истегнување на предна задна мускулатура, но добре веќе заморот оди повеќе на психички замор, во место, споено, повеќе повторувања, тивка музика и сега кој има можност да вклучи топката. Еве, затклони ги фативме, ги направиме помал број на затклони, па ние ќе покажеме вежба за затклон. Бушата само, нема силно да се тапне и може да е некаква губена топка која што нема да прави голема бука, но од засук ја пуштаме. Од засук ја пуштаме топката и можеме да ја фатиме. И може и во малку и во движење. Опатно. И ето, ако имаме можност, тие 2-3 метри во соба или одмор, на место, може да ги потребиме за затклон. Ако сакаме да зголемиме, да биде позабавно, можеме со проткнување низ ноза. Сега бара поголем. Тоа увинување, всушност игра со топка, нас веќе ни виднува, ни станува така мацет, малку поинтересно, малку позабавно, но сигурно дека е понапорно за нашите мускули на грбот. Ова можеме, вака, движењата, да кажеме, ако сакаме во отклон, малку дадеме, да задржиме со задршка, некој тапнување или пак, ако ни е недостатно да тапнеме, можеме вака да подфрлуваме и да успееме да ги активираме страничните мускули. Значи, иста вежба може со тапкање, но ако не е дозволено, можеме вака доволно и ова, да задржиме, супер. Супер. Предклонот исто може да го изедеме така со две раце, лево, десно, иако изгледа кошаркарски, ако е забрането, можеме да потфрлуваме така, ако ни е недостатно, ако пречиме во некој дел од денот, ние всушност можеме односно вие, да искривилете вежба во која што нема да пречите, ќе ги активирате мускулите на трупот.
Ако сега сакаме да привършиме, малко да се изтегнеме, можем от лежичка положба, до склек, да речеме, како позиција започнема положба на склек, да се стегнеме напред и горе, изтегнуваме предната мускулатура. Со ситкани колена, така, малко грбот изтегнеме. Може да го стегнем. И полека да привршим. Се гледаме наставниот час и ќе продолжиме со вежби за работа на носите. До гледане.